Најпрво ви благодарам што се одзовте на мојата покана и што дојдовте тука пред зградата на Социјалдемократскиот сојуз. Јас денеска, согласно со роковите, ја поднесов мојата кандидатура за претседател на партијата, во која што ја доставив и мојата визија и програма, која што има наслов "Заедно, одговорно и посветено". Платформата, односно програмата, се базира на три основни столба, а тоа е социјалдемократска визија, јасни социјалдемократски вредности од кои што извираат принципите, вредностите на работењето и резултатите кои што следуваат врз основа на него, економски раст, односно посветеност кон економските политики и изголемување на животниот стандард на граѓаните, и трето е фер шанса и јасен систем со одговорности и правичен, во кој што најдобрите ја добиваат одговорноста и шансата за унапредување на системот и исполнување на сите проекти кои што се ветени пред граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз поминува низ еден предизвик во кој што мора да се менуваме и каде што секој член на партијата е значаен, каде што секој член на партијата ќе го каже својот глас кој што ќе биде слушнат и глас кој што не само што ќе биде слушнат, туку и ќе може да се увери дека е постапено, односно дека партијата работи во насока на напредување и на партиската демократија и организација и во напредување на животниот стандард, односно на општеството воопшто. Сакам да ги повикам сите членови на партијата и воопшто граѓаните да ја прочитаат мојата програма, во која што се наведени основните постулати, во која што се наведени и активностите кои што ќе бидат превземени, а се со цел за унапредување на партискиот живот, унапредување на општествениот живот, исполнување на ветените проекти, засртувањето на институциите, се со цел Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на следните претседателски и парламентарни избори да извојува сигурна победа. Ви благодарам. Аналитичарите сметаат, бидејќи сте директно предложени од господинот Заев, дека и влијанието ќе биде силно. Колку ќе биде неговото влијание врз вашите одлуки? Вие и денеска се сведоци дека кандидирањето се одвива врз основа на постапка која што предвидува само кандидирање. Јас што туку ја донесов мојата кандидатура, која што е пропратена со моја програма. Моето работење и мојот интегритет јас ќе го потврдам преку работењето, преку политиките и преку одлуките кои што ќе ги носам доколку бидам избран за претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија според мене го има најголемиот кадровски потенцијал во државата. Актуелното партиско раководство е избрано само пред 7-8 месеци. Изборниот резултат, доколку го анализираме, тој се должи на повеќе фактори. Еден од факторите, и доколку го видите насловот на мојата програма, е тоа што Социјалдемократскиот сојуз настапи на изборите без дел од своите коалициони партнери, дел од граѓаните и дел од политичките активисти кои што беа во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз настапија сами со своји листи, и дел од партиските членови исто така се појави одредено неединство кои што настапија со своји листи и со своји кандидати. Една од моите основни заложби е да го вратиме единството во партијата, да го вратиме единството во општеството, за да можеме да имаме и посилни демократски партии и да имаме посилно општество. Бидејќи најзначајно за нас е да ја вратиме вербата дека можеме сами и мораме сами да го унапредиме нашето општество, притоа имајќи го во предвид јасниот пат на нашата држава во европските интеграции. Денеска Просина Ременски поднесе Почекај малце. Не можам да ве слушнам. Постапката е предвидена. Претседателот на партијата се избира на непосредно гласање од страна на сите членови, после што следува конгрес, на кој што конгрес се изјаснуваат делегатите на партијата и каде што се избираат, односно се потврдуваат
членовите на Централниот одбор, кои потоа бираат членови на извршен одбор, и ја не би можел да прејудицирам што ќе се случува на Конгрес, кој што следува после изборот на председател. Како коментирате тоа што е денеска и Фросина Ременски поднесе кандидатура за председателската функција? Тоа само го потврдува демократскиот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз. Секој член кој што ги исполнува критериумите за кандидирање може да се кандидира на изборите за председател на партијата. И ако ме прашувате за коментар, ние во самиот правилник имаме одредба во која што сите кандидати ќе го чуваат дигнитетот на партијата и на членовите, и јас нема да коментирам за другите кандидати кои што се дел од партијата, кои што сме другари и другарки, тоа е голем збор, и ќе се посветам на промоција и на комуникација на мојата програма и платформа со членовите на партијата. Ви учествувате и во разговорите со Алтернатива, што очекувате еве на денешната средба, дали ќе разговарате конкретно за министерските места и дали е точно дека за Министерството за здравство веќе се преговара за да го земе Алтернатива? Ние имавме оваа недела една средба со председателот на Алтернатива Гаши и со неговиот тим. Имаше соопштение од таа средба. На таа средба се постигна начелна согласност за програмските определби, кои што би биле влог на Алтернатива во новата влада и во поширокото парламентарно мнозинство, определено кон стабилна и сигурна Република Северна Македонија на патот кон Европската Унија. Таму се разговара, како што стоеше во соопштението, одредени позиции, меѓутоа без никакви конкретни решенија, и разговорите ќе продолжат денес. Така да тоа што беше комуницирано се претпоставки и шпекулации кои што не се засноваат на факти. Докаде се преговорите? Дали водат некаде? Дали мислите дека брзо ќе има некоја решение? Јас важам за оптимист, меѓутоа за рационален оптимист. Јас секогаш верувам во решение и работам тоа решение да се оствари. Длабоко верувам и посакувам Алтернатива да стане дел од владиното мнозинство, бидејќи тоа ќе обезбеди стабилна влада која што ќе може да ги решава големите проблеми кои што ги имаме пред нас, како и голем број други земји. Ние се наоѓаме во пандемија, каде што се појавуваат нови типови на вирусот. Има европска енергетска криза која што и нас не одминува, и секако дека имаме предизвици и работиме на задржување на животниот стандард на граѓаните. Затоа ни треба стабилна влада која што ќе може да ги носи законите кои што се потребни, и јас затоа велам дека верувам и се надевам дека Алтернатива ќе донесе позитивна одлука која што на крајот зависи од нивните партиски органи. Јас не можам да го коментирам ова, затоа зашто мандатарот, односно премиерот на државата, ако гледаме од аспект на Социјалдемократскиот сојуз, после завршувањето на изборите за председател на партијата, следува Конгрес, како што кажав, низ процедурите на партиските тела се носи таа одлука, која што на крајот зависи и од коалиционите партнери, но зависи и од парламентот кој што ја носи финалната одлука, и дури од како тоа ќе се донесе, тогаш можеме да зборуваме за конкретни кадровски решенија и за конкретни, ајде да кажеме, претпоставки кој би водел кој ресор.